Кај дел од пчеларите пролетва се случува феноменот празна кошница, а кај поединечни пчелари поради вирус има угинување и до половината од пчелните семејства. Штетите тековно ќе се утврдуваат кај секој пчеларник поединечно. Пчеларите велат дека можен преносител на овој вирус се и самите трутови, на кои им се достапни сите пчелни семејства лоцирани на едно место. Оваа болест беше присутна и претходните години, но сезонова се прошири до таа мера што во одредени райони во државата и кај нас достигна епидемски размери. Пчеларите велат дека некои од нив имаат загубено значителен број на пчелни семејства и поради тоа трпат големи загуби. Дури кај поедени пчелари штетата е речиси целосна. Засега болеста ноземоза повеќе е регистрирана кај подрачјето на Западна Македонија, меѓутоа својот данок го зема и во крајните источни делови на државата. Болеста ноземоза е болест која се појавува претежно во зимскиот период кога пчелите не излегуваат подолго на прочисен лет и може да се јавува и во рана пролет. И со јачината на пчелните семејства кои може поради други болести да дојдат во ситуација да бидат изнемоштени и лоши. За опасност на ноземоза во овој период од годината не. Може да се јави ноземоза во летниот период кога пчелите се носени на шумска паша и ако фатите ладни периоди, тоа може да се случи например во Малешевијата или погоре во Осоговските планини, тоа може да се појави, меѓутоа тоа поради летниот период и долгиот дел од денот нема опасност за пчелите. И временските услови по поголем дел од пролетта не им беа наклонети на пчеларите, бидејќи априлските дождови придонесоа поленот да го има во минимални количества. За да се спасат пространатите пчелни семејства, одгледувачите им даваат варова вода и конзерванс на влезовите од пчелните сандеци. Целта е да се спречи нетамошното ширење на болеста и да се намалат штетите.